Почитувани, добра вечер, следите уште една анализа на телевизија 24. Сите го читаат, го следат, чекаат да видат што ќе објави. И оние кои се плашат од тие објави, и оние кои се радознали, и оние кои сакаат да дознаат повеќе информации. Многумина го оспоруваат, велат дека тоа што го пишуваат не е точно, но праксата најчесто го покажува спротивното. Наш вечерашен гостен во студиото е новинарот Зоран Божиновски, со кого ќе разговараме на повеќе теми, а теми има доста, особено оние актуелни кои се во негов домен. Па така, Божиновски, добра вечер, добре дојдовте повторно во нашето студио. Добро вечер. Прво благодарам за изненадувачки пријатната најава, дури ме изненадивте и мене. Значи, ептен пофално за разлика од сите оние оспорувања и етикетирања на моje име и презиме. Така да, ајде да почнеме. Па јас мислам дека најавата не е, да речеме, хвалоспевна, туку фактографска. Само мислам дека кажав повеќе факти, но без разлика. Еве да ве прашам на почеток. Јас кажав во најавата новинарот Зоран Божиновски, бидејќи не можам да избегам од тоа и кога бевте притворени, кога бевте гонет и цело време ние ја користевме тој збор и тоа беше намерно, значи не беше случајно, цело време, барем ние во телевизија 24, велевме новинарот, за разлика од некои други кои не. Па добро. И особено поради прогонот кој беше против вас. Да го објаснам тоа. Значи, јас сум еден од оние кои 2001 и 2002 до изборите го вративме Сдруженијето на новинари на Македонија во Светската новинарска организација со реформа, со нивна помош, бевме исклучени 10 години пред тоа. Имав чест да бидам регионален координатор на ЗНМ за Куманово, Крива Паланка и Кратово. Задачата си ја извршив одговорно. Го вративме, значи, ЗНМ во редот на Светската новинарска заедница и на Европската. Имам нивна членска книжка, член сум на Европската федерација на новинари. Бев квази новинар 11 години додека беше на власт бившиот премиер и бивши лидер на ВМРО ДПМН. Не сакам името да му го спомнам. Ме прогласија за квази новинари со сите нивни оние средства за создавање на негативно мислење, затоа што се борев против нив уште некаде од 99-та, па еве до денеска. Не ми го заборавија тоа, откако се вратија на власт, тргнаа со негативна кампања против мене, ама направи еден голем гест. Значи, ни во најубавиот сон не можев да сонувам дека без докази ќе ме имплантираат во случајот шпион во септември 2013 година и напишав тогаш на Фейсбук, кога распиша потерница, особена благодарница до Гордана Јанкуловска, која на пресконференција, која ги читаше имењата на сите осомничени во тој момент, тоа е 16 септември, мислам, 2013, рече и новинарот Зоран Божиновски. Значи, ме признаа како новинар и ја од тој момент понатаму бев и од нив, што највеќе ме негира непризнат, па ме признаа. И за цело време Сдружение на новинари на Македонија, Сдружение на новинари на Србија и Сдружение на новинари на Црна Гора, заедно со Европската новинарска федерација, беа со мене и во екстрадициониот притвор додека бев во Нови Сад, 10,5 месеци, и 19 месеци додека бев под мерки за предпазливост и чекав екстрадиција, и до ден денеска се заедно со мене, затоа што се бориме да ја одбраниме новинарската професија од таквите напади, значи и обвинувања без докази. Да. Добро, сепак во кариерата ве следат доста контроверзи. И сега јас добив сугестии од дел од корисниците на Facebook, што да ве прашам. Па би ве прашал вака директно. Ми велат, прашај го Зоран Божиновски ова. Сега вие што сте? Дали сте новинар, рекетар, шпион или бизнисмен? Значи, јас сум новинар затоа што живеам од оваа професија, професионалец.
издржувам семејство, овде и децата и внуците во Србија. Инако сум рекетар, ама тоа не е научно докажано. Значи ме обвинија за рекетарство на суд, 6,5 години ме судат за тоа, ме обвини јавното обвинителство за организиран криминал, па ме превзема СЈО, значи 2 обвинителства со онолкави ресурси, со онолкави истражители, со онолку пари и средства на располагање, 6,5 години не можеа да го докажат тоа. Според законот за кривична постапка, товарот на докажувањето на обвинението, овој пат за рекетарство, паѓа на обвинителството. И 6,5 години се мачат за при крај на минатиот месец на последното рочиште на шпион против мене, се изјаснија и обвинителката Елизабета Осифовска и обвинител Стефчо Донев, сега во име на јавното обвинителство за организиран криминал, се изјаснија и тоа влезе во записник дека немаат материјални докази против мене. Во меѓувреме повикувавме и сведоци против мене, значи ги барав сведоците што сведочеле во истрага и давале трагикомични изјави 2013 година, да видиме, па ги завративме 2 пати на моje барање, пошто имав право. Меѓу нив сведочеа Минчо Јорданов и Драган Даравелски, го извадив 2 пати на видеоконференција и двајцата се изјаснија дека не сум ги рекетирал. Дури Минчо Јорданов лажел во истрага 2013, лажеше и на суд дека ми дал 5.000 евра, дека договор било да ми даде 10.000 евра за некој извештај од кој не бил задоволен, па после сум го уценувал за тие останатите 5.000 што не ми ги дал. Ја на суд јасно, и то влезе во записник, и дадов, мислам, изјава еднаш пред судот за ваша телевизија, и кажав дека Минчо Јорданов во 6 наврати мене ми даде 30.500 евра. 10.000, па 5.000, па 5.000, и секогаш ме чекаше со кетеринг во негов кабинет, со чоколадо, со Моцарт кугли, со виски, со Кока-кола, со подароци за моите деца и така натаму, или одавме во ресторан Виторија Карши Рамстор на гала ручек, каде што ми даваше пари. Добро, го кажавте тоа на последно рочиште, а неодамна напишавте дека сте имале таков договор со Орце Камчев. Сега сакав да ве прашам само ова. Ќе ви кажам за тоа. Како вие тоа правите такви договори? Какви се тие консултатски услуги? Бидејќи, еве, не знам многу новинари кои имаат консултатски услуги со бизнисмени, да речем. Какви консултации? Па видите да ви кажам, еве го мобилниот телефон, имав пред тоа и 10 други апарати, и лаптоп, и имейл комуникација, сето тоа е достапно на овие истражители. Значи, низ нив идат информации кои се ценовно чувствителни, за берза интересни, за бизнис, за криминал и свашта. Значи, информациите во Република Македонија, благодарение на мојата мрежа на колеги од Словенија до Македонија, а не има 40 души, таа мрежа ја градевме 15 години, доаѓаат кај нас. Во Македонија доаѓаат кај мене. Бизнисмените сакаат да знаат што е што, кој е кој од каде доаѓа. Ако сакаат да ги имаат, ќе си платат. Плаќаат со нашите пари. Наши украдени пари. Инаку, вториот пат е да идете у влада, да молите кој е на власт, да ви даде пари, ќе ви даде пари, ќе си бидете по трчко, ќе ве качуваат по авиони таму, да бидете папагал, кој ќе даваат изјава да пренесуват и така нешто. Ја тоа никош не го направив. Меѓутоа таму, кај што сум се договорил со луѓе како Минчо Јорданов, да си ги платат моето познавање на информациите и да си или како Орце, ја не сум се продал, јас сум подпишал договор дека имаат право, Минчо не ќе да подпише договор, Орце подпиша, дека имаат право во секој момент за некоја тема да ме прашаат, јас сум достапен додека трае тој договор наш. Во момент кога се налјутија на мене, затоа што се над нив беа Сашо Мијалков и бившиот премиер, кој не сакам да го спомнам вечерва, значи кога почна да се однесуваат во правец, ама чекај, овој ми е пријател, оној ми е пријател,
ние завршувавме со работка. Тоа е со сите други, некои платиле помалку, некои платиле повеќе. Значи, јас сите овие години обстанувам благодарение на она што најдобро го знаам, а тоа е пишување и имање и располагање со информации. Оне што сака информација, ќе си ја плати. Добро, и онака вела дека информацијата најмногу вреди во светот. Кажете ми, ги слушавте ли денешните, условно кажано, бомби, новите преслушувани разговори кои излегува? Па ги слушнав и да ви кажам право дека работата оди помеѓу откривање на вистината, ама надвор од институцијата кај што требаше да биде откриена, а тоа го објаснив пред некој ден. Значи, во рамките на истрагата за рекет, обвинителството, тоест главната обвинителка Вилма Русковска, требаше сите да се ги спакува во притвор по разни основи и да се ги седне на обвинителна клупа. И точно ги набројав тука кои, меѓу нив, на број 1, Лила Стефанова, обвинителка која ја водела истрагата за империја. Меѓутоа правена е селекција, како што беше правена селекција во Шпион, овие 20 да, ама не Владко Ѓорчев, Антонио Милошевски и Илија Димовски. А тие се првите на платниот список на прво обвинетиот во Шпион. Цело време. И му дават информации кои стигаат до странски служби, не знам каква размена. Значи, тие се селекционирани, направена е селекција, измислени се пи мерки во Шпион за да се селектираат докази. Пошто со пи мерки доказите ги селектирате. Ако се оди на вештачење, тогаш при вештачење на 7 компјутери одземени од прво обвинетиот во Шпион, не само овие тројца, ќе седна и многу други интересни лица од Република Македонија, од јавниот, политичкиот, естрадниот живот и од новинар и од медиумите. Да, добро. Значи се манипулира поради манипулација во истрагата рекет кај што не седнуваат Елизабета Јосифовска која потпишала Орце да добие Камчев, да добие привремен пасош, Лиле Стефанова исто така и уште некои кои допрва ќе сведочат, а ние ќе видиме дека треба да седнат на обвинителна клупа. Значи, тука е испуштен е моментот вистината да се лоцира и детектира уште во истрага за обвинителството да излезе спремно на судење со готови докази, дури со признанија, ама не како ова признание на Зоран Милевски Кичец, што на мене ми личи на трговија која ќе се обие од глава на обвинителството, затоа што завчера дознавме, а ја тоа го предвидев пред некој ден од текст, пошто знаев дека ќе се случи на сведочењето на Ана Камчева, ние слушнавме дека Зоран Милевски Кичец на нив една вечер пред претресот дома, Зоран Милевски им кажал дека са вали у 6 имате претрес. Знаете ли колку тешко кривично дело е прво да располагате со таква информација, а може да ви ја каже само Катица Јанева, Лила Стефанова, Елизабета Јосифовска, се у тој момент, или од нивниот истражителски тим некој човек, нели Орце платили 100.000 евра за некој стикче од истражител, значи некој од тие му ја кажале информација, тој ја соопштил. Орце имал цела ноќ да се спреми за утрешниот претрес, кој се случил, помина така што помина, значи не можел све да исчисти, затоа што за 12 часа не може да ги помине сите стотина фирми во империја све да исчистат. Нешто што се трупало со години. Значи ние сега имаме процес, надвор од процесот и ја мислам дека нема сила во оваа држава тој процес да го врати во судница. Затоа што отиде веќе надвор. Да. Испуштена е контролата. Добро, пред да продолжиме за рекет, најжешка тема сега, јас предлагам да го видиме прво денешниот прилог на колешката Христина Беловска на оваа тема, особено за денешните нови разговори кои излегува и ќе продолжиме со разговорот веднаш. Во фамозната Луи Витон ташна покрај милионот евра имало и уред за следење. Некој знае каде завршиле и парите од бизнисменот Орце Камчев, но се уште не се открива овој клучен момент.
Во еден од најновите разговори кои повторно протекоа на YouTube, глас кој наликува токму на Камчев открива детали поврзани со случајот Рекет. Тоа не сме да зборам, тоа е дело дистрага. Има GPS, има. Да. Урачка. Металната. На кого? Не знам дека куферот не е кај се. Обвинителството не може да го спречи протекувањето на новите снимки. Веќе е отворен случај, а се бараат објавувачите на Feed the Democracy или во превод на Храните ја демократијата. Во моментов се испитуваат сите околности за идентификација на лицето што ги објавува снимките. Со постапката треба да се утврди дали во содржината на разговорите и нивното објавување има елементи на кривично дело кој снимал, како и идентитетот на лицата што зборуваат. Од разговорите се открива и дека Камчев се двоумел дали да го пријави случајот кај обвинителката Вилма Русковска. Тој на непознато лице му чита порака од премиерот. Пишувам, молам, Зоки, јави се. Не можам дружи ужасот. Не треба да дадеме кај Вилма ништо. Две деца ти се кома. Мислам дека ова не треба да го дајаме таму. Му пишувам, брат, му го имам документ, ја ти го покажам. Друже мој, Македонија мора да стане европска држава, правна држава, гледам вика да идеш утре да си пријдеш, меѓу ти одговараш. Се споменува и дека информациите од Бугарија биле пуштени кај новинарот Бранко Героски, кој со месеци наназад ја најавуваше аферата користејќи псевдоними. Тој пак на Фејсбук напиша дека не поседувал прислушувани разговори, туку само информации со кои ја критикува, и оваа, но и секоја друга власт. Се зборува и за тарифа од 100.000 евра за истражител, како трампа за USB со податоци кои протекуваат од обвинителството. Ти таму куз некој работи за ВМРО. Утре новата Билма треба да е некој од тие. Може ги лапна да ги дал на Мицко. И он е обвинител утре. Сите нормално се без, кој сака може да влезе во компјутер. Аудиоснимките се издвоени од разговори и траат по неколку секунди. Нејасно е дали се снимани телефонски или можеби некој го снимал главниот сведок и бизнисмен во Рекет, Орце Камчев. Тој во еден дел се фали како снимката од лаверита во која торбата Луи Витон ја полнат со пари, рушела рекорди со прегледи, дури и повеќе од бомбите кои опозицијата ги објавуваше во 2015 година. Содржината на овие разговори упатува на заклучокот дека се снимани по јули годинава, по отворањето на случајот Рекет. Да, се враќаме во студиото. Божиновски, овие снимки кои сега излегуваат се интересни за неколку начини, на некој начин фрлаат можеби некакво друго светло врз случајот. Веројатно дека тој што ги пушта сака тоа и да го постигне. Прво не знаеме кој ги пушта, но еве да речеме у денешниве има неколку интересни поенти. За мене тој што ги пушта е пријател на демократијата. Затоа што Орце Камчев и Зоран Заев манипулираат со јавноста половина година и де едниот пријавил, де едниот пријавил. Значи Орце морал да пријави за да не седне на обвинителна клупа како давач на мито. Ме разбирате? Што давачот на подкуп е кривично гонет како и примачот. Ама затоа па имаме од друга страна еден добар советник. Горан Николовски Џони, бивши директор на УБК. И сега тој дава добар совет на Ана Камчева да иде да пријави кај Вилма Русковска. Пред некој ден објавив и пред месец ден објавив. Горан Николовски е кираџија кај Антонио Апостолски у негова куќа во Бардовци, мислам, на адреса. Значи, директно цело време и кираџија на Сашо Мјалков, кој е, уствари, стварниот власник на таа куќа во која е сместен бивши директор на УБК. Значи, директор на УБК во време кога се случува ова. И тој, наместо да постапи во склад со својата служба, во недоверба кон Оливер Спасовски, што му е непосреден шеф, во недоверба кон Јовче Ременски, кој наводно имал врски, не знам, со Боки 13-ка, и со Катица Јанева, значи он надвор од службата, што е исто незаконски, а има точно утврдени процедури како се понаша, како се однесува, извините, директор на УБК, значи надвор од службата, надвор од просториите на УБК се среќава со Ана Камчев и он им вика: оди, види, пријави
кај Вилма Русковска. И она не пријавува, ги дава парите. Таа е директно давач на подкуп, со својот исказ се квалификува за обвинителна клупа. И ние сега што имаме? Ние деновиве имаме потрага по тоа кој е гласникот, кој објавува бомби. И што ќе го убиеме гласникот? НЛ чека, емитува бомби од Чикаго. Што му можете? Законот важи у Република Македонија. Добро, ја една бомба пуштив од Нови Сад. Еве што не ме ставија у затвор. За Мусу и Ермир, конкретно. Што не ме обвини, еве. Да, но вела дека после пуштањето на таа бомба Србија решила да ви испорача. Точно ли е тоа? Не, точно Србија ми испорача за да не ги објавам 2-годишната истрага и анализа со тројца лекари од Република Македонија за увозот на паралелниот увоз на лекови од Турција, уствари тоа се од 3 фабрики под ИСИС од Сирија, кои си работеа под окупација. И тие лекови доаѓа со паралелен увоз, се донесе закон за тоа, еден од тие беше Зегин. Најголем увозник на тие лекови е Пановски. Ги имате веледрогериите по список објавен од министар за здравство. За да не го објавам тоа у петок, у предизборен молк на 22, има избори на 24 април, ме дигнаа од спиење, ме испорачаа незаконски. Да, добро, да не спомнуваме сега други компании, особено бидејќи не се тука, не е коректно. Доведете ги. Значи нека седне кој сака овде, зошто ова столче е празно? Доколку се тука е во ред да дојдат. Било кој господин нека дојде, нека седне тука. Да се објасниме. Сакам повторно да се вратиме на рекет. Да се вратиме. Особено ова денеска што се случуваше, интересни ми се неколку поенти. Една поента е, бидејќи Орце Камчев тука вели дека парите не завршиле кај Заев во еден момент вели, а во друг момент тврди дека премиерот не сакал да слушне за никакво друго решавање на случајот, освен за институционално и повторно му вели, оди пријави кај Русковска, инаку и самиот ќе одговараш. Се чини дека пуштачот на денешните бомби сакал да го постигне тој ефект. Пуштачот на денешните бомби директно и фрла, да кажам, ракавица на предизвик на Вилма Русковска. Значи, Орце таму што вика? GPS-от е у металната рачка, така ли? У металниот дел. Значи, и кажува директно пуштачот на бомбите на Вилма Русковски, еве ти е трагата по... Значи, тој што го има на компјутер софтверот за следење на тој GPS, а Орце го има, треба Вилма Русковска да си го собере на сослушување, дај ја маршрутата да видиме како шетала чантата со пари и ќе дојдеме до вистината. Нели сите ги интересира кај се пари? Да, но на сведочењето господинот Камчев кажа дека немало прислушување, дека немало следач во торбата. Ама едно е сведочење, а друго е Орце Камчев кој се избори у слободен говор, видиме како разговара, особено па со една пријателка негова блиска како разговара со Маци. Значи, тогаш доаѓаат, но па да слушате а јас сум слушал, со Мусо Џафери у Сушико како се договараат, па тоа е посебна приказка за анализа. Значи, се враќам на институциите. Република Македонија има суспендирани институции. Сите не сме еднакви пред уставот. Ја не сум еднаков пред уставот заедно со останатите обвинети во овие најтешки кривични дела. Јас сум 6,5 години под мерки, они на суд викаат немаме докази, сведоците доаѓаат, ништо не се сеќаваат, и јас стојам ни на небо, ни на земја. Нити можам да имам жиросметка, нити фирма, нити ништо. А нив им даваат пасоши да се шетаат ни светот, да се едуцираат, уствари да се состануваат, за да пробаат да најдат некоја сила, зборам за Орце Камчев, да најде некоја сила која на Зоран Заев ќе му изврши притисок, сето ова да се заташка, се заборави. Како што вика у бомбата, ајде да се договориме или таму не знам што ќе се случило, каква крвава разврска. Значи, тој цело време сака со нив да се договори, затоа што 20 колку години постои Орка холдинг, после пожарот у Македонија спорт, кај што ја запалија фабриката Македонија спорт за да ја направат Орка спорт, пошто нели фениксите никнуваат од пепел, значи се наваму е играта на Орце Камчев со ВМРО ДПМН и со СДСМ. Да, премиерот Заев барем на 2 пати, минимум 2 пати кажам, дека прашање е дали е тој што давал
подкупувач или жртва, еднаш рече, а вториот пат онаа фамозна реченица која рече нема да дозволам еден тој да ја уриваат државата, но некако таа приказна како спласна. Значи, господинот Камчев си остана жртва, сведочи. Премиерот Зоран Заев даде изјава, ја бев у притвор, слушав Радио Слободна Европа, а има и видео снимка, на децидно прашање ќе правите ли коалиција со ДУИ после изборите 2016, ова се случува 5 дена интервјуто пред избори 2016, дали ако било какви резултати има, вие ќе правите коалиција со ДУИ. Он децидно вика со криминалци и бандити, ја нема да правам никаква коалиција. За разлика од Мухамед Зекири, кој ден порано се огради и вика, можно е све, не знаеме прво да ги видиме, дайте резултатите. Зоран Заев беше дециден. Рака на срце ставаше дека додека диши името нема да го промени. Направи коалиција со ДУИ, името е променето. Пред 20 на дена даде некаква изјава, мислам дека околу буџетот, па му пушти да снимка да се види што кажал пред 2 месеци. Значи, ја неговите изјави не ги земам веќе за релевантни. Затоа што човекот не е оној што јас го познавам од директно и чат комуникација од опозиционото време. Затоа што Зоран Заев си има во својата околина мили и блиски луѓе кои го наведоа на овој денешен пат, а тоа е патот на коалиција со Сашо Мијалков и оние 8 трагични пратеници. Што гласаа за под оние услови, за да живееме ние денска под овие услови. Вие немој да заборавите дека сега ја не сум од оние што вика ја прв објавив ова, ја ова, не е битно. Сашо Мијалков на Боки 13 му го рентира студиото у Томато. Бане Поповиќ и Ирена Поповиќ се под директна контрола на Сашо Мијалков. 11 години власт на ВМРО ДПМН. Значи, Боки е кираџија за месечна надокнада кон Томато. Добро, но ова е ваша конструкција. Затоа немојте... Не е формално правно. Значи, не е конструкција, има докази за ова. Значи, еве како се расплете. Нели бев на дуел? Да, бевте, да. Нели пред тоа објаснив пред јавноста како настана меѓународен сојуз. Ја на тој дуел не отидов со Боки да се тепам, отидов да се обратам преку овие камери на финансова полиција. Спомнав фирма, мешовита данско-македонска, спомнав имиња, спомнав трансакции и Боки врисна и рече ти овде више нема да збориш. Затоа што ја ако продолжав да зборам, ќе се онесвестеше. Пошто ме очекуваше со тема сосема друга од ова. А уствари дојдов да му отворам очи, на него лично, да му објаснам пред камери, пошто не сакаше вака да се објаснува во регуларни услови, зборам, но еве на трибина на дебата, дека оди во сосема погрешен правец. Значи се впуштил во игра у која картата се купува само за еден правец. Тука нема повратна карта. И ја лани цело лето, освен што пишував за таа конструкција, го тргнав него на страна и денеска нема што да го расправам, затоа што Бранко Геровски го продолжи тоа. Мене институцијата СЕО ме интересира, затоа што ја водам војна, ние сме противна страна на суд. СЕО против мене. Во март 2018 Катица Јанева и Елизабета Јосифовска решија со мене да терат процедура. И му обеќав уништување на СЕО. Колку сум ги уништил, гледаме. Ама, рекетот оди Катица Јанева, Сашо Василевски, бивши генерален директор на МЕПСО. Катица Јанева директно инсистира од Зоран Заев незаконски да го постави за генерален директор Сашо Василевски, со кој живее во невенчана, љубовна, емотивна врска во тој момент. Каква врска имао сега со рекетот? Никаде не се спомнува. Па го имаш у Поштенска банка. Купил стан, а таа му погодувала да го купи супер ефтино. Со притисок на тие што се вмешани таму. Добро, знам, пишувавте за тоа, но во однос на случајот рекет... Најбруталниот рекет иде Катица Сашо Василевски. Боки после влегува. Вие кога бевте кај господинот Јовановски во тоа нели фамозно гостување кога станавте, така? Всушност не можевте да зборувате, па станавте.
Тоа што вие тогаш го кажувавте, имаше, да речеме, насетување на сето ова што се случува, но сепак тие беа различен начин на злоупотреби, криминали за кои посочувавте. Имавте ли вие тогаш сознание за овој рекет, сега што се зборува за овие бизнесмени? Што ви зборувам сега? Ја кај Боки бев у ноември. Да. А рекетот тече цело лето наназад и објаснувам за ова сега овие имиња што ви ги кажу. Значи, поставен генерален директор на една од најголемите фирми у Република Македонија, порано ЕЛЕМ, сега СМ, или МЕПСО, уствари, преносен оператор. Ви знаете ли што се случува у МЕПСО? Ви знаете ли колкави милионски во евра фактури само за пренос, за дистрибуција на овој? Па ја ако почнам да објаснувам, 10 дена треба да објаснам што све таму се работи. И Катица Јанева, знаејки каде го внесува Сашо Василевски, тоа го има смислено тој, пошто живеја заедно, значи инсистирал Заев да го именува незаконски. Во статутот на МЕПСО пишува дека може да биде со 7-ми први степен, високо образование, електроинженер или машински инженер. Тој е правник. Не му е место таму. Добро, вие пишувавте за господинот Василевски, но кога колегата Геровски почна да го објавува овој случај, кога почна да пишува за тоа дека постои една група која рекетира, кога почна да дава контури на целиот овој случај рекет, вие отприлика ги имавте ли истите информации? Ги имав. Геровски го предизвика и од пресметката со Зоран Божиновски, таа цела екипа, СЕО, Боки и не знам кој таму уште доправа ќе видиме, премина на пресметка со власта затоа што беа уапсени. Геровски беше брутално сменет од страна на луѓе, советници на Зоран Заев, со ургенции у Београд кај собственикот Родич, Курир.рс, најтиражниот таблоид на Балканот, и го сменија Геровски на непристоен начин, затоа што на луѓе во СДСМ под Зоран Заев не им се допаѓаше како Геровски го води, какви теми објавува во Слободен печат. И го сменија недостојно, го сфрлија од игра, и затоа Зоран Заев вика еден суетен новинар. Па секој е суетен. Нашата суета е поголема од планина. Васил Илјовски у делото Бегалка, значи почнува представата, прва реплика е вика прво настана, вика, се роди суетата, па настана светот. Суетата е постара од настанокот на животот на оваа планета. Па Зоран Заев е суетен. И она го предизвика Геровски да им го направи, ошто им го направи. Геро ги имаше сите расположиви информации на интернет за настанок на Меѓународен сојуз. Преку УЈП лесно се чита дека Боки има 12-13 присилни извршувања, не може да биде овластено лице. Централен регистар ги имате сите информации. Значи, многу лесно се склопува приказно. Да. Сега, ова што денеска овој негативен одиум што му го накачи Орце со таа Геро ќе пука од ваму и од онаму, тоа се приказка што они ќе мора меѓу себе да се ја расчистат. Значи, дали Геро е употребен или злоупотребен од Орце и во кој контекст? Да, не ми беше цел да зборуваме за колегата Геровски сега, да го ставиме. Не, само добро, не треба да зборуваме затоа што тој беше централен човек врз основа на чие пишувања ги затворија Боки Катица. Он го објави случајот, да. И Зоран Кичевски Милевски Кичевец. Кажете ми, во денешните бомби има уште еден интересен детаљ, гледам за кој во медиумите многу малку се пишува, веројатно бидејќи не се разбира контекстот, каде што господинот Камчев диктира нешто на српски јазик. Знаете ли нешто околу тоа? Па ја мислам дека диктира порака до Зоран Башановиќ, советникот на Зоран Заев. Мислите дека таму е? Да, мислам дека на него му реферира. Комуникацијата оди со Зоран Башановиќ. Па тоа е поврзано со смената на Бранко Геровски. У Београд е собственик на Слободен печат. Башановиќ е главниот извршител на смената на Бранко Геровски од печат, во Слободен печат. И сега, тука доаѓа до сите овие циркуси. Ама, кога доаѓа шемата рекет,
Београд се интересира што се случува и каде е Београд у рекет Шемата у Македонија. И Бошановиќ си бара информации. Ме разбирате или не ме разбирате? Што има врска Београд со нашиот рекет? Па како нема, Вучич е потресен што ќе биде, има тројца Срби у владата, советници. Бивши негови луѓе, сега му се противници. На фармата Јованица у Стара Пазова е најдена марихуана од Република Македонија. Таму има вмешани политичари, овде има вмешани, се тргува со лиценци, се тргува со канабис, па не може да се извезува, па вака ќе биде онака, значи тек ќе пука во Република Македонија. И Бошановиќ колку да е у контра со актуелната власт у Србија, таму сепак си има држава, устројство, има воено, има цивилно разузнавање и си прашуваат. Ајде зови оног Орцу да ти реферира. Пошто Орцо у Београд е газда на Комтрейд Шоп, па Комтрейд Шоп е Веселин Јевросимовиќ, па и Веселин Јевросимовиќ е газда на Алфа телевизија у Скопје, па на Печатница графички центар, па Алфа телевизија е купена со пиштол на чело на Штерио Наков без одлука на акционерско друштво Фершпет, па не е ни платено тие 180.000 тој номинален договор, затоа што нема договор, нема фактура, нема кај да платиш. Дали се разбираме или не се разбираме? Значи, играта е многу подлабока, пошто тој Комтрейд Шоп па имал надзорен управен одбор британци. Па Орце е најдобар пријател со Давид Камерон. Го финансираше пред да стане премиер на Британија. Па британци дојдеа у Македонија со зетот на Орцо, нали, градеа зграда у која седиште на Европска Унија. Да. Тоа е дивоградба. Па Груевски искочи на, се го спомнав, искочи не сакавте, да. И не сакав, искочи на пресконференција на која рече имаме странска инвестиција од 7 милиона евра. Странска инвестиција која се прави во Република Македонија, парите влегуваат преку Народна банка. Платено е у странство, а беше направена онаа зграда во која подоцна се всели Европска Унија и таму е седиштето. Да, се расширивме премногу, не велам дека широка е шемата, се вика организиран криминал. Не велам дека ова што го зборувате не е точно, но значи се вика организиран криминал не е расплинат. Значи ова треба да се изанализира, а ја го анализирам толку години, не чекав ова да експлодира, па сега да видам што е јасно, што е нејасно. Да, кажете ми, кога премиерот Заев вели, сега карикирам, не ги чепкајте останатите обвинителки, не сакам да се нарушува нивниот углед, нивната чест, а вие цело време зборувате дека случајот рекет треба да се прошири тамо, па веројатно и на лаици, и на слаби познавачи на правото му е јасно дека некој што го водел случајот Империја барем треба да биде прашан за овие работи, не велам нешто повеќе. Во ред. Што мислите, што сака да постигне премиерот? Сака ли да направи еден контеймент на кризата, да речеме, значи, да не се шири он по веќе целото не Србија? знае што да направи. Меѓутоа, кога премиер дава таква изјава, тоа значи дека извршната власт се меша во правосудната и обвинителската власт, кај што не му е место. Не му беше место никако председател на тело за реформи на правосудство, затоа што не е правник. Па после мои 2-3 барања, најде начин Рената Десковска да стави на тоа тело кое уште не почнало со реформите. Не може да каже немојте овие обвинителки, а немојте правете го ова не. Значи прво не е тој што треба да каже, а друго пак добиваме селективна правда. На нас ни беше ветено дека времето на оној бивши премиер, што не сакам име да му спомнам, поминало и дека немало да има правда, додека нема да има мир, додека не е дошла правда. И ќе ве навратам назад. Поголем случај од рекет е пронајдената централа за прислушување на судии и на обвинители во обвинителство и основен суд еден Скопје, која јас ја објавив, ама нели јас сум новинар, квази новинар рекетар, и само излезе една изјава Јовевски, кажа, ќе истражуваме ова она, иначе приказната е страшна. Како дошло таа централа да биде внесена таму, да биде инсталирана
и кој све преку неа имал влез до интерната телефонија, фиксната внатре во обвинителство и во судот. Значи, многу пострашен скандал со поголеми последици него ова со рекетот. Да. Кажете ми, бидејќи го спомнавте ова, интересно е што тоа со тие преслушувани разговори, преслушувани материјали, ми се чини дека не постои друга земја во светот во која тоа е толку застапено во политиката, во секојдневниот живот. Еве една влада ни падна поради тоа, поради преслушувани разговори. Што се случува тоа во нашите земји? Зошто пак излегуваат, само излегуваат нови. Еве ќе ви кажам. Значи, се базира на тоа. Јас сум присутен во Република Македонија до самостојување. Со секој нови избори, со секоја нова власт, нам ни се ветува врвен приоритет борба против корупција. Корупцијата иде од прислушувањето, затоа што ако тој што прислушува има пристап слободен да слуша кого сака, тој у 8 саат сабале знае колку Зоран Божиновски има пари на сметка. И праќа своји луѓе, курири, идат кај бизнисменот и му вика, бе, тебе ти стигнал прилив 1.000.000 евра, види за партијата 500.000 евра. И тој иде циклично, до еден момент кога се увезе она фамозна опрема 23 нешто милиони од Израел. Меѓутоа, претходно има внесено прислушна опрема од параполициска станица Макстил, кај што Минчо Јорданов, сите началници на аналитика кои се пензионирали или се пред пензија, ги вработуваше кај себе. И имаше внесено прислушна централа и од Макстил слушаше. Затоа Орце Камчев, не Орце Камчев, значи бившиот премиер, бивши лидер на ВМРО-ДПМН и Сашо Мијалков мора да седнат со Минчо Јорданов да се договорат, затоа што тој има нивни снимки. Минчо Јорданов го има мобилниот телефон на Никола Младенов, нели го снема. Негови тие параполицајци, началници, врвни професионалци идат на терен, они го земаат телефонот. Со тој телефон у посет, Минчо Јорданов е недопирлив. Ако почнам да ви кажувам колку штета у стотици милиони евра направил со хрватски бизнисмени на Република Македонија, ја мислам ќе ни треба уште 2 емисии. Добро. Значи има најмалку 3 приватни прислушни опреми заедно со онаа која исчезна од МВР, која уништена, не знаеме таа од каде снима. И еве ви го резултатот. Да, добро, уште еднаш ќе ве замолам да не спомнуваме премногу други компании и луѓе, освен овие што се актуелно. Не ме повикувајте во емисија. Добро, моја да ве замолам, да. Так. Почитувани, треба да направиме кратка пауза за реклами. Останете со нас, остануваат уште многу жешки теми, се враќаме брзо во студиото. Да, се враќаме во студиото. Пред да почнеме со разговорот, сакам да ве прашам за ова што го потенцирате цело време во текот на емисијата за бившиот премиер, не сакам ни името да му го спомнам, но го спомнувате Сашо Мијалков. Зошто така ги мислите дека има разлика? Има разлика. Има разлика. Сашо Мијалков е креатор на онаква констелација на бизнис односи како што е поставена во Република Македонија во време кога беше незаконито директор на УБК затоа што на терминалот на МВР уште стојат тешките кривични дела што пред тоа ги направил. Значи не минуваше кривична евиденција за да стане директор на УБК, ама тоа е беше друга тема. Значи тој раководеше со комплетниот бизнис во Република Македонија и со рекет. Груевски сакаше да стане цар, еве му го изговарам и презимето. Значи неговата мајка беше замислила Македонија да стане царштина, затоа беше она хунзите, па тие шеми прајни, за да најдат некакви корени, да измислат приказна, за да воспостават царштина, да биде царска Македонија. А вие ова не го кажувате иронично, еве разбирам иронично. Не, ја ова го објавував. Значи има цел елаборат направен на таа тема. Значи, Груевски од мал е воспитуван да стане цар на Македонија. Сашо Мијалков само е бизнес дил ориентед и стана
собственик на Република Македонија по службена должност, сега е по неслужбена должност, затоа што граѓаните на Македонија гласаа онака како што гласа на оние ненормални избори 2016, кога имавме, знаете што све, и неисчистен избирачки список и медиуми неизбалансирани така натаму. Значи, Сашо Мијалков беше тој кому му се сврте приказната и среќата така, за да извади 8 негови должници, пошто се у должничко-доверителски односи, бидејќи ВМРО ДПМН е трговска фирма, сега е и СДСМ, функционира на конкурирање, на назначување од лидерот, таков е бил статутот и на СДСМ, доскоро немав поим, па кога го читав статутот не можев да верувам. Значи, изборната волја на двете членства е суспендирана и се иде на поставување. У ВМРО ДПМН, еве, јас прв пишував за мениците и ги именував со име и презиме 6 пратеници од ВМРО ДПМН у тоа време. Ја нема да кажам режим, затоа што режим не беше дефиниран на суд, па немаме процес, не е осуден тој режим, режимот само си продолжи. Значи, тоа 11 годишно владење, пратениците си подпишува меници. За не, да не им се случи она 2000-та година што се случуваше, па давање гол со пети, па киднапирање за новото парламентарно мнозинство у време на ДЕА ВМРО ДПМН. Значи, да се вратам назад, Сашо ги имаше овие 8 под себе. Ги извлекол од граѓанството, ги внел во политика заедно со побегнатиот братучет во Будимпешта, сега тој е главен овде и овие што му се должници, а има многу повише у групата ВМРО ДПМН, требаше 8, ајде ти, излезете, гласете, помогнете му на Зоран Заев. И Зоран Заев, за да ја оствари меѓународната агенда, за да дојде до кандидат за Нобелова награда, за добивање Нобелова награда и за да ја внесе Република Македонија во НАТО и евроинтеграции по онаа брза пруга што никако да ја направиме, не уште кај Белјаковце нема ни шини. И Зоран Заев не можеше без тие 8 души, значи мораше да се договори политички. Меѓутоа со Сашо Мијалков нема политички договор. Значи концесија за концесија. Таа концесија нас допрва ќе не чини, затоа што влезот у НАТО интеграциите подразбира и политичка агенда. Борбата против корупција по агендата за НАТО, ако НАТО не е само војна алијанса, НАТО има свој политички совет, Карл Билд го води. Значи има многу построги услови во борба против корупција како членка на НАТО, него Европската унија. Со Европска унија, еве Турција, 40 години преговара. Па сака, вака ќе прави, па онака, па кога сака ќе влезе. Со НАТО е сосема друга ситуација. И мислам дека Република Македонија, како што и Албанија има огромни проблеми, затоа што е членка на НАТО, има жест, таму ветингот усуството оди баш на брза пруга, сузбивањето на борба со шверц на марихуана иде на многу побрза пруга од ветингот усуството, затоа се сели бизнисот со марихуана кон Македонија. Затоа перењето на пари се сели у Македонија, бидејќи е последна европска перална на пари во Европа. Сите ги згаснаа. Добро, мислите ли дека тој што името не сакате да му го спомнете, може повторно да се врати? Не, тој не може да се врати, затоа што е под контрола на унгарската тајна служба, една од помоćните во светот. Унгарците има страотно моćно лоби и во Европа, и во Америка. Значи, тој еднаш таму е пребеган, снема или исчезна, или се некаде по сметки 5 до 8 милиарди долари во негово премиерување, и него, како и Драган Даравелски, кога него пушта службата БИА у Србија, нема да го пушти, затоа што тој е играчка во нивни раце, тој преку него, мислам на Орбан и на тамошната политика, и друг премиер да дојде, тајната полиција со тој премиер пак ќе си има договор преку Груевски да се управува со Република Македонија. Толку колку што може да управува, за да ја користи
како тек на нивните преговори со Европска Унија, пошто знаеме дека Европска Унија многу што забележува на под наводници демократијата во Унгарија, која сега попушта и таму им пушта порно филм на хрватски јахти на оној градоначалник на Джер, што изгуби скоро, а близок човек на Орбан. Значи, полека ги кршат, ама и додека ги скршат, Груевски ќе биде играчка во нивни раце. Тој по Будимпешта е шетан и по оние ручеци и ваму и таму во возило на тајната полиција на Унгарија. Затоа што ако иде како слободен граѓанин, тоа важи за Дравелски, ќе го киднапира првата средно јака мафија во Унгарија или еве во Србија. Колку иронично што процесот шпион беше отворен тогаш, колку што знаеме јавно достапните информации, бидејќи доста беше затворен за јавноста, дека наводно обвинетите шпионирале во корист на грчката и унгарската тајна служба, и на крај тие што го организираа процесот шпион избегаа во Грција и во Унгарија. Која е таа иронија? Па не е иронија, видите. Или има нешто повеќе од иронијата? Прво, обвинетиот во случај шпион ги има документирано пред својата служба, разузнавачка, Сашо Мијалков и Горан Груевски, значи документирано со докази пред почеток на конфликтот 2001 како продаваат баш чувствителни информации и документи против Македонија. Горан Груевски е нерезидентен играч на Србија во Република Македонија, бивши припадник на 63-та падобранска единица специјална во Ниш, испратен да дојде да биде офицер во Република Македонија, па од војската влегува во тајната полиција. Не случајно е во Грција. Во Грција е изместен Центарот за форензика на сите мејл и СМС пораки на Телеком. Тоа го има направено Горан Груевски. Тој трансфер, заедно со покојниот. Нема смисла да му го кажам името. Пред некој ден човекот почина. Значи, изместен, сите СМС пораки и сите мејл пораки форензички се достапни во Солун. Ние сме изложени повеќе него од времето кога овде беше Космофон, кој си пушти оптички кабли до Република Македонија. Овде веќе нема што да се дознае. Еве да сме шпионирале, а не сме. Не стана збор на 6,5 години судење за моја шпионажа, а обвинет сум за шпионажа. И да сме сакали, не сме можеле, затоа што не можеш од овие на власт. Еве имаме тројца бивши пратеници, сега кој знае колку се внатре во овој собрание резиденти на овој на овој. Значи, нема што ново да се каже при технологија, при прислушни агенции, при Македонија избушена многу одамна. Безбедносно Македонија падна 2001 у време на конфликтот. Да. Добро, вие пишувате сега на Фейсбук цело време нешто дека као се подготвувате некоја партија да формирате. Тоа, кажете ми, го правите како... Значи не некоја, сериозно или... туку се работи за политичко движење Буревестник. А навистина сакате да формирате? Да. Дали ќе се вика партија или политичко движење, мене ми е исто. Значи, имаме иницијатива. Почнав со одредени луѓе да се работувам, па им влегоа, почна да ги притискаат. Па преминав на друг начин на организирање. После нова година ќе собереме подписи и Буревестник како политичко движење или партија ќе го регистрираме. Се работи за исклучиво онлайн делување, значи нема да искачаме на митинзи, нема да правиме штабови, нема да идеме од врата на врата, пошто ако направиш штаб, ти пуштаат да ти дреме цел ден пензиониран полицаец, дали бил УБК, дали бил уличен полицаец, и пренесува со кого се видел Зоран, кој дошол, кој што збори, така натаму. Ќе правиме само онлайн кампања. На вакви ТВ дебати, ако доаѓаат, ќе имаме право да се презентираме. Ако не, ќе седат помеѓу мене и вас празни столчиња, како и вечерва. Ќе имаме YouTube канал и ќе се промовираме што сакаме. А имаме програма како да се реши проблемот
со джелатското извршување во Република Македонија. Еве го лаборатот ексклузивно, ама нема да го промовирам, не е промотивна емисијата, само ќе кажам дека имаме стручна екипа која работи на систем за автоматска наплата на задоцнети побарувања од физички лица или во превод замена за блокирање на трансакцијски сметки преку извршители. Извршителите мора да постојат, ама мора да се сведе нивното извршување на 33,33% од вашата плата, а не да ви взимаат многу повеќе, некому взимаат и цела плата или пензија. Значи има механизми кои овде не се воспоставени сосема намерно, затоа што нема политичка волја. Што и да сакате да спроведете во било која држава, треба да има политичка волја. И борба против корупција, и носење на двотретински закон за специјално обвинителство кое не е од времен карактер како СЈО, си треба политичка волја. Ако има политичка волја, ќе се заврши и ова. Значи има механизми кои во Република Македонија намерно не се воспоставени за граѓаните да се постават во робовски однос спрема извршителите и спрема власта. Затоа што тој што е роб и работи зависи од 12.000 денари плата, тој се бори од месец до месец да обстане. Веќе е 14.500 да ве поправам. Добро, нека е и 16, ама не е 40, не е 50.000. Значи, тој што живее на работна екзистенција не бара повише. Тој вика, абе добро, еве овој месец наместо 12 земав 15. Па со тие 3.000 нешто планира, некој кредит пак да се задолжи. И партијата Буре Весник, ако влеземе двајца внатре, пратеници, или еден, тој нема да зима пратеничка плата, него ќе зема просечна плата на Република Македонија, разликата до полната пратеничка плата ќе остава кај навистина социјално загрозени категории, нема да наплаќа патни трошкови, ќе се вози со градски автобус и меѓуградски автобус, како што ја, што се возам, нема да има привилегија на пратенички имунитет, значи не треба воопшто, и покрај оваа програма на воспоставување на овој систем за ставање во законска рамка на извршителите, ќе се бориме за воспоставување на регистар на стамбени и деловни единици во Република Македонија. Урбаната мафија у Европа измисли, а домашната урбана мафија тоа го препиша и го имплантира тој систем на перење пари преку градење згради, станови, дуќани и така натаму. Секој оној што нема да знае да си објасни од каде му стан, 5 стана, 10 стана, деловен простор, а ги има многу такви, и ги знам, и ги рентираат, и пак ги рентираат преку трети лица, секој тој станот ќе си го даде на Република Македонија. За станот да се стави во функција на граѓаните и тие пари да се вратат кон граѓаните. Добро, верувате ли дека можно нешто да направите, бидејќи праксата покажува дека тие мали партии до сега биле на некој начин секогаш потиснати од големите интереси? Мислите ли дека е можно да се пробиете на таа сцена? Па чекате, што мене да ми дадат веќе? Јас сум човек кој го убија 2002 година во радио Тумба. Преживеав затоа што тој што дојде да пука се предомислил, не пукаше, него го сврте кундакот и ме тепаше со кундак. И ја бев цела ноќ у кома. Сабале се будам со сосема нов поглед на свет. Бев у нешто сиво, мрачно и ладно и сватив дека на оној свет под наводници нема ништо. Значи, научив после тој напад, атентат, да си го ценам животот. И ја ви викам дека на човек, освен основни потреби, кои јас си ги исполнувам, ниту имам кола, ниту имам возачко, ниту сакам да имам, ниту ми треба стан. Поевтино се плати кирија отколку да купите стан, па да му робувате, да го отплаќате, или да не можете утре режиските трошкови да ги платите. Значи, ние треба да се избориме за едно општество во кое луѓето ќе живеат најнормално. Ја иако сум за сите контроверзен, ненормален, ја имам 2 ќерки и имам внучиња.
Еве сега живеам со жена која има прекрасни 2 ќерки. И кај да одам, чувам деца, помагам фамилии. И овие пари од Минчовци, од Орцовци, од оно што сум земал, сум ги разделил. Сум дал на мои соработници кои ми помогнале на терен со информации. На многу луѓе вака сум ги разделил, пошто тие пари се украдени од сите нас. Јас само сум безобразен, дрзок, им ги земам и ги враќам на терен. И истражувам против нивни најблиски. Кои ќе ми се налјутат, доаѓаат други помагат. Тоа се вика у Европа бизнис ангели, само е поставено на многу порегуларни основи. Во Македонија не функционираат законите, за да имаме слободен човек, слободен новинар, слободен стручњак. Да, добро, ни истече времето. На крај само ќе ве молам за еден краток одговор. Спомнавме многу имења во емисијава, како што кажав јас и претходно не сакам да ги спомнувам бидејќи не се тука, но доколку некој од сите овие што ги спомнавте се почувствува како засегнат, дали би седнале повторно со него во студио? Значи, кој да е зборува? Може ли да ви кажам на кој начин? Да, повелете. Значи, закажете со нив емисија, јавете ми 2 часа порано, зашто ако сум убитово треба да допатувам со брза кола, а то се вика во половина ноќ, ако сакате, нека седне овде кој сака, за да разговараме. И да расчистиме пред луѓето. Во Република Македонија од немање дебата 30 години, дојдовме до овде. Нас ни треба дебата, за да се расчистиме кој е искрен, кој лаже, кој е за функција, кој не е. Да. Добро. Господине Божиновски, ви благодарам за гостување. Благодарам и на вас. Почитувани, следевте уште една анализа на телевизија 24. Се надевам дека беше интересна како и секогаш. Останете со нашата програма. Ви благодариме на вниманието.